Двајца осомничени, кои веќе беа во краткотраен 48-часовен притвор под сомнение дека учествувале во транспортот на марихуана од Македонија во Србија, доцна попладнево беа изведени пред судија на претходна постапка во кривичниот суд. Судијата им определил нова мерка од 30 дена притвор по барање на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Според сознание на Телма, со истрагата се опфатени 6 лица, во кои се и двајцата веќе притворени. Сите се осомничени за учество во прекуграничен транспорт на марихуана. Истрагата е отворена откако во Србија во селото Конјук беа откриени 5 тони канабис за кои српското обвинителство тврди дека се донесени од Македонија. МВР пак привело вкупно 10 лица денеска по поднесената кривична пријава против нив, но само за 6 мина е отворена истрага. Во текот на денешниот ден ќе се официјално отпочне со поднесување на кривична пријава до јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција, која што опфаќа 10 лица. Двајца се веќе во притвор. Така е, двајца се веќе во притвор 48 часовен од вчера. Еден ден. Да. Каде што овие 10 лица се директно или индиректно поврзани со нелегално производство и пуштање во промет на произведената дрога, да речем. За нив ќе биде поднесена кривична пријава или ќе биде поднесена кривична пријава согласно времето кое го снимам интервјуо во текот на денешниот ден, при што имаме основани сомненија дека овие лица се поврзани со транспортот на марихуаната кој што е влезен во Србија. Интервјуто за ТВ21 беше прво појавување на Тошковски во јавност, каде одговараше на прашање за истрагата за 5 тони марихуана откриени во Србија на крајот на јануари. Обвинителството, пак според досега прибраните докази, утврдило дека за 6 осомничени може веднаш да се отвори истрага, пошто ќе следуваат други истражни активности за осомничените, кои досега не се изнесени пред судија за претходна постапка. По заплената кај нашиот северен сосед беше спроведена на акцији во Македонија, најпрвин во Скопската Алфа Фарм, од каде беа одземени над 9 тони марихуана, бидејќи незиниот косопственик Иван Драгнич беше уапсен во Србија. Потоа во Струмичкиот регион, во 2 фабрики за марихуана, беа запленети уште 30 тони. Како што веќе беше објавено во емисијата Код на Телма, при заплената на марихуаната во селото Конјук кај Крушевац во Србија, биле откриени еден оригинален печат на скопската фирма Алфа Фарм, како и тефтер со листа на пратки на канабис, меѓу кои била спомнувана и Македонија. Првичните сомнежи се дека марихуаната од Македонија кон Србија била носена во првата половина на јануари, со камион која минал границата со декларација дека од натрешноста на Македонија кон западноевропска држава носи лесна текстилна стока за домаќинство, објави Код.